Осакатување. Тоа е правиот збор што ја опишува појавата на генитална мутилација кај жените. Така го почнавме разговорот со докторката Кристина Скепаровска од гинеколошко-акушерската клиника од Скопје. Значи, станува збор за интервенција која што се превзема заради културни или религиозни причини и немат никаква врска со било каква пореметена анатомија на женските гениталии. 6 февруари е Светски ден за превенција од женското генитално осакатување. Постапката често се изведува зацкриено, во несоодветни услови и целта воопшто не е од медицинска природа. Апсолутно дека е насилие врз женското здравје и дека е топик кој што треба да го знаат жените. Имаме отстранување на целиот клиторис во првиот степен, отстранување на клиторисот и малите усни, отстранување на клиторисот, малите усни и големите усни. Гениталното осакатување кај жените и покрај бројните забрани се уште масовно се применува низ делови од светот. Пред 2 години, токму докторката Скепаровска во Скопје имала пациентка која била жртва на генитална мутилација. При самата визуализација беше утврдено дека станува збор за инфундибулација, односно генитално осакатување од 3 степен. Беше збришан целиот клиторис, малите усни и дел од големите усни. Оно што беше интересно дека жената беше апсолутно несвесна дека има таков проблем до релативно доцна во својот живот. Направена интервенцијата како девојче и за неа тоа што го гледа како генитални органи е тоа што е нормално, бидејќи нема концепт како тоа треба да изгледа, се дека подоцна не осознава дека е различна. Појавата е масовно присутна во делови од Африка како и на Блискиот Исток. Според Светската здравствена организација, во светот околу 200 милиони жени и девојчиња се жртви на гениталната мутилација. Се смета дека од нив околу 600.000 живеат во европските земји. Се забележува дека ваквите штетни појави пенетрираат и во општества каде што не биле присутни, па така денес во Европа, во имигрантските заедници, веќе се практикуваат овие штетни практики. Според поатоците на Европската комисија, околу 17.000 девојчиња до 15 годишна возраст во европските земји се потенцијални жртви на оваа појава. Сите превентивни мерки треба да почнат во раната возраст, бидејќи тие ќе обликуваат свеста и доживувањето на идната популација од возраст кога се момчиња и девојчиња. Па така, например, една од важните превентивни мерки би требало да биде воведување на сеопфатно сексуално образование во училиштата. Според македонските закони, женското генитално осакатување се смета за родово базирано насилство. Во таа насока, на клиниката за гинекологија и акушерство работи Центарот за опатување на жртвите од сексуално насилство. Всушност, потребата од отварање на овие центри се наметнала бидејќи во минатото жртвите на силување во целата таа нивна траума биле приморани да се движат од една институција во друга. Значи, тука жената ќе ја добие целата услуга, значи згрижување на повредите, тоа е на прво место ако се итни или животно загрозувачки, правна помош, згрижување во смисол на вадење од таа средина која што е опасна за нејзи изгрижување во засолниште и судско-медицински преглед доколку тоа за тоа даде издаде налог обвинител. Стручните лица укажуваат, последиците од тие зафати може да бидат и фатални. Раните последици се врзани за самата непосредна интервенција. Тоа значи да имате поголема количина, да имате крварење, кое што треба да го згрижувате, да имате хематоми, имате инфекција на рани, имате формирање на абсцеси. Во колку се заврши идеално, таа жена секако ќе има доцни компликации, прво во сексуалната сфера, второ во психолошкиот елемент кога ќе свати дека била жртва на нешто што е во основа сексуално насилство. Многу штетни појави за девојчињата бидејќи сериозно го афектираат и нивното здравје, и нивната ментална состојба, и нивната социјална состојба, образовен статус и така натаму. Официјални статистики и сознанија за применување на овој тип насилство низ македонските села и градови во поново време засега нема. Сепак нашите соговорнички се категорични. Неопходна е нула толеранција кон женското генитално осакатување. За Гласот на Америка, Тоше Огњанов.